Добар ден и од мене. Стартува на новото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Децата не го прават секогаш она што родителите би сакале. Кога детето се однесува лошо, родителот би требало да знае како да реагира. На децата им се потребни правила за да го оформат своето однесување. Како родителите да ги научат децата на правилата и како да постапат кога тие правила ќе се прекршат. Дали дисциплината излезе од мода и дали на неа денес се гледа како на нешто конзервативно и непотребно. Нова тема ќе зборуваме со денешната гостинка, примариус доктор Славица Гајдазиш-Кнежевиќ, психијатар, семеен и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Добар дојдовте. Денеска се почесто може да се видат збеснати деца и родители кои што немаат трошка авторитет, кои што се чувствуваат изгубено, тие повеќе не ги следат најновите трендови во воспитувањето, едноставно ги интересира што да направат за нивното дете да почне да ги слуша. Кои се основните правила во воспитувањето? Знаете, она што се случува во денешно време со децата е дел од општата слика, од општата сцена во која што сите живееме. И децата се само огледало на нас, возрастните, да кажам, на нас трета генерација, меѓутоа и она што се нивните родители. Родителите, прво, јас би сакала да кажам дека воспитувањето на децата е патешествие на кое што родителите тргнуваат од моментот на раѓањето на детето и тоа е процес кој што е заеднички, во кој што децата учат од родителите, ама и родителите учат од нивните деца, односно некаде во тие сите своји стремежи и барања од детето и правила кои што ги воспоставува, многу е важно да ја следат и посебноста на детето, односно сите деца не се исти, па така ни во едно семејство не можат децата да бидат исти, па дури и да се близнаци. Спомнавте за тоа дека треба да постојат одредени правила и тоа се некои општи насоки, не се правила, туку постојат некои општи насоки. Прво, родителите е добро да знаат дека сето она што го бараат од децата и го искажуваат со зборови, треба да биде проследено и со нивно автентично однесување. Со други зборови, ако родителите едно бараат од децата, а тие спротивно на тоа се однесуваат, шансите да децата го следат она што го гледаат, а не она што го слушаат е многу голема. Така, учат преку примери. Точно така. Затоа што се децата екстремно лојални на своите родители. Тие веруваат во она што родителите го прават. Например, ако родителот вели немој да употребуваш груби зборови, а родителот истовремено употребува груби зборови, или ако родителот вели треба да бидеш поодговорен, а детето или точен, а детето е постојано сведок на ситуации во кои што родителот ниту е точен, ниту е одговорен, тогаш веројатноста дека детето ќе следи она што родителот го кажува е многу мала. Значи децата се наоѓаат во една збунувачка состојба кога тоа не е кохерентно, кога нема кохерентност. Следната работа која што е многу важна како една општа насока е да родителите некаде треба да знаат дека воспитувањето на децата бара истрајност, бара трпеливост и како што ние велиме конзистентност. Тоа значи дека ако родителите денеска бараат нешто од своето дете, тогаш за детето е прилично конфузна ситуацијата ако родителот утре се откажува од тоа свое барање. Например, може родителот да каже како едно од правилата не сме да се игра топка дома. Знаете, и сега денеска родителот расположен, нема никаков проблем и детето игра топка, он не реагира, а утре ако детето игра топка затоа што е уморен или затоа што е нервозен, почнува да реагира и почнува да прави проблем. Значи некаде таа конзистентност во правилата кои што сакаме да ги внесеме во животот на децата, а кои што, како што рековте, се иттекако важни, оти без тоа децата се како без компас во животот, е многу важна. Уште едно општо начело, да кажем, или општа насока е важно е колку родителите на прво место, родителскиот пар ако го има, како и сите оние други кои што учествуваат во грижата за децата, имаат барем приближно слични ставови. Знаете, ако немаат исти, барем да имаат приближно слични ставови. Се случува понекогаш да имаат различен модел на воспитување. Едниот да поставува граници, другиот
воопшто да не ги Апсолутно почитува. е така. Апсолутно имате право дека родителите кога влегуваат во заедница, секој носи некаков свој модел низ кој што поминал во животот и кој што може да го пренесе на своите деца или пак да се однесува сосема спротивно ако не е задоволен од тоа што се. Меѓутоа, родителите имаат, ако се и случи тоа, да едниот влече лево, а другиот десно, знаете, едниот да вика може, а другиот да вика не може, едниот да вика легни, а другиот да вика не мораш да легнеш, мора да знаат дека со тоа прават конфузија во главата на детето и дека ако сакаат, оти децата на крај може некое време и да го послушаат едниот, најчесто оној кој што е поблизок до нивните моментални, да кажам, потреби или желби, нели? Меѓутоа, со тек на време, многу често се случува да децата не го случуваат ни едниот ни другиот родител, знаете. Заради тоа што таа конфузија која што тоа е истовремено као да му викате стани и седни, па детето не знае дали да стане, дали да седне. И затоа е многу важно да родителите некаде знаат дека и ако се случи таква ситуација, после тоа треба да седнат да поразговараат и да се договорат. На крај на краишта, едниот родител може да воспоставува правила во еден сегмент од животот на детето, а другиот родител да воспоставува правила во другиот сегмент и да они ги почитуваат правилата еден со друг, заради тоа што на тој начин тие, минирајќи се, дисквалификувајќи се самите себе, го дисквалификуваат авторитетот на родителот. И она што, знаете, зависно од возраста на децата, исто така некаде имаме обврска да го знаеме, тоа е дека децата на помала возраст се воспитуваат низ игра. Играта е основна форма на нивното живење и јас често пати слушам она или тоа си поигрува со мене. Па нормално дека си поигрува. Меѓутоа креативноста како важен елемент на воспитувањето, да ние успееме да ги прилагодиме нашите идеи за воспитувањето на возраста на детето, на темпераментот на детето, на оној животната фаза во која што се наоѓа. Значи сето тоа е еден голем предизвик кој што е истовремено и интересно патување, меѓутоа некогаш може да биде и напорно за родителите. Како треба да се гледа на дисциплината, како начин на учење или пак на казна? Треба ли да се применува понекогаш казна кога некои граници ќе бидат неиспочитувани? Знаете, функционира ли она правило ако, тогаш? Ако тоа го направиш, тогаш? Знаете, јас би сакала прво да помогнам да се излезе од приказната дали или не. Значи да се излезе од она или. Или е така или е овака. Ако дисциплината се разбере како принципиелност во ставовите на родителите и ако дисциплината се разбере како спретност на родителите да умеат да разлучат важни од неважни работи, тогаш можеме да кажеме дека дисциплината е добре дојдена во животот на децата. Заради тоа што понекогаш родителите тргнуваат да воведуваат дисциплина и да бидат оштри во своите реакции ако не се почитуваат и за крајно неважни работи. Знаете, кога ќе им прелие чашата, да кажеме, кога ќе постигне степен да се доживеат дека немаат авторитет, дека децата не ги есапат, дека реагираат, тогаш почнуваат, како вели народот, и наладно да дуваат. И почнуваат оштро да реагираат, не знам, ако дете се искапе, па онда почнуваат. Па не знам, ако шутне нешто, па почнуваат да реагираат. Исто како за некои други важни правила кои што значат време на легнување, време на станување, време на јадење или не знам училишни обврски ако постојат такви, ако е тоа фазата на детето. И затоа мислам дека принципиелноста подразбира проценка на родителот кои се тие да се изфилтрираат одредени важни работи од кои нема да има отстапка и ќе се бара нивно почитување и детето полека ќе се дресира, да кажам, ќе се тренира, оти ништо не може да се случи преку ноќ. И помалку важни работи околу кои што може да се преговара, па дури да се дозволи на детето повремено да неговиот збор се послуша, заради тоа што на тој начин ние некаде почнуваме да ја градиме неговата и самодоверба, односно овозможуваме да тоа се чувствува дека е важно и дека се уважени неговите барања. Треба ли родителите да очекуваат и да бараат максимална послушност од нивното дете? Дали и тоа е корисно или пак е контрапродуктивно исто така? Знаете, голем број родители некаде, иако ќе ги прашате вака дали они сакаат, ќе кажат не, меѓутоа во секојдневието ги сакаат, го очекуваат тоа од своите деца. Оти на тој начин нив им се олеснува целиот процес, заради тоа што све што ќе побараат детето ќе го исполни, знаете. Све што ќе кажат, легни, стани, оди ваму, не
Немој ова, соблечи се, јади, јади. Меѓутоа мора да знаат дека таквите деца кои што се со висока социјална прилагоденост, со тек на време може да дојдат до фаза на поголема возраст да немаат свој став по одредени прашања, прво затоа што никој не ги прашува, второ затоа што никој не им ги уважува нивните барања, и може да се доведат до ситуација, тоа се оние деца кои што имаат ниско самоценење, ниска самодоверба, заради тоа што не се гради, не се поттикнува, не се почитува ставот и мислењето на детето. И со тек на време може да дојдат кога они ќе треба да донесуваат одлуки, да ни една одлука не може да ја донесат и да постојано треба некој во нивно име да ги донесува одлуки. Ајде сега преку конкретен пример, доколку детето сака да облече апостолки, а не сака сандали, дали треба да се попушти во таков момент или пак треба да се биде истраен? И повторно знаете, ова е многу интересен пример што го давате и повторно јас мислам дека не станува збор дали треба или не треба. Прашањето е каква е проценката на родителот во тој момент. Тоа е клучно. Например, ако вие имате зимски период надвор и ако снег е и дете инсистира да облече апостолки, родителот треба да биде истраен во својот став да не ги облече, нели, да остане со кондурите, со патиките, со чизмите, со што и да е. Меѓутоа, исто така треба негде да се процени на кој начин ќе го убеди детето. Дали тоа ќе го направи низ игра или пак на крајшта, ако е тоа летен период како сега, ќе одлучи и ќе го тоа соопшти на детето, ќе каже, например, интересно, сакаш денеска апостолки, баш убаво. Ајде да видиме што ќе прават апостолките, па да му објасни што значат апостолки, што значат патики, па ајде денеска ќе облечеме апостолки, тогаш можда утре ќе ги облечеме патиките, знаете, и да на тој начин некаде му се прати пораката на детето, те уважувам и истовремено барам да и ти го уважиш мојот став и мислење. Значи не е прашањето во тоа дали родителот да го направи, знаете. Некои родители прават драма од тоа што децата не облекуваат патики, облекуваат апостолки како пример, или на пример што не сакаат ова фустанче, сакаат друго фустанче, или не знам и така натаму. Иако од таа ситуација можат да научат и тие многу и да им помогнат на своите деца да видат дека важно е да се почитуваат и ставовите и мислењата на Што со децата на возраст од 3 до 5 години, дали тие може да ги разберат правилата кои што им ги поставуваат родителите, односно границите кои што ги поставуваат? За да дете од 3 до 5 години почне да ги почитува границите, тоа треба да се почне многу порано. Значи децата, да не кажам од самото раѓање, меѓутоа веќе од онаа прва фаза, после 6-тиот месец, после 9-тиот месец, и ние тоа го правиме. Знаете, ние голем број родители знаат дека, например, нема да му дозволат прават ритам на доење, ритам на хранење на дете после 3-тиот, после 6-тиот месец, потоа во смисол на време поминато со своето дете во игра или не во игра, значи ние почнуваме од рано да ги условно кажеме дисциплинираме нашите деца, а деца веќе на возраст помеѓу 3 и 5 години, после 4-та година, децата веќе имаат доволен когнитивен капацитет да можат да ги разберат работите, ако сме ние доволно креативни да им го тоа соопштуваме. Оти ние можеме сето тоа да го сведеме на наредба, облечи се, седни, или можеме да направиме од сето тоа игра која што детето ќе му биде интересна и од тоа може многу да научи. Значи, некаде тој капацитет на флексибилност, креативност е многу важен за родителите, особено на таа рана возраст. И, знаете, дури и да дојдат до ситуација да заради непослушноста детето го условно кажано казнат, како ние викаме санкционираат, што му е негде исто, и децата мора да ги знаат ограничувањата, треба да знаат што е она што е дозволено, а што е она што не е дозволено. Ако целиот воспитен процес се сведе само на санкции и на казнување, а не и на наградување и на поздравување на позитивните промени, тогаш влегуваме во една сериозна стапица да казните со тек на време губат своја смисла. Значи родителите можда е добро да знаат дека и начинот како ја препишуваат казната, а уште повеќе како ги децата поттигнуваат и наградуваат е многу важно. Например, ако вие видите дека да се барат успешните приказни, ако вие видите дека дете еднаш ве послушало, а 5 пати не ве послушува, тогаш е многу важно да кога не ве послушува да се вратите на она вчера ти
јадеше на време, колку убаво тоа беше. Ајде да видиме како денеска да направиме да и денеска тоа го повториме. Или легна во кревет во исто време, знаете. Така да некаде се поттикнуваат позитивните примери и да низ позитивните примери, ако детето веќе не е спремно, да се даваат санкции кои што мора да бидат многу принципиелни, овака да кажам, да важат како правило и во однос на едниот и во однос на другиот родител. Во овој дел од емисијата ќе ги отвориме телефонските линии. Гледачите ќе можат да се вклучат со нивни прашања поврзани со денешната тема. Добре дојдени се, значи, вашите прашања, слободно вклучете се во програма. Што е со оној момент кога родителите ги заплашуваат децата дека ќе ги казнат доколку прекршат некое правило, но не се доследни при тоа и никогаш не го спроведуваат? Како тоа е многу интересна игра во која што влегуваат родителите и децата, знаете, оти како што родителите не се доследни во реализација на тоа со што се закануваат и децата станат ги следат, значи се лојални повторно, учат од нив и тие знаат дека нема да бидат казнети. И тоа влегуваат во една игра во која што детето однапред знае дека родителот што и да каже, казна нема да следи. Така да јас во таквите ситуации би сакала да им помогнам на родителите да што помалку, ако не можат без воопшто, нели, луѓе сме и ни се случува, што помалку да влегуваат во такви приказни и дека ако не се спремни да ја реализираат санкцијата која што му ја соопштуваат на детето, да престанат да му ја соопштуваат. Затоа што тоа детето од старт знае дека нема и што е најстрашно, и ако и имаат намера утре да нешто направат, оно нема да им верува дека тоа ќе продолжи да се однесува на ист начин, затоа што веќе е влезено во игра дека што и да кажат едните, знаете, од друга страна пак се поставува прашање како ние очекуваме да децата ни го почитуваат нашиот збор, ако ние самите не си го почитуваме тој збор. Знаете, тоа е исто така и со наградите. Често пати родителите знаат во одредени ситуации да ветуваат небо и земја на децата, а да не го реализираат тоа. И ако тоа се случува, тогаш децата исто така влегуваат во ситуација да престанат да им веруваат на родителите и да не веруваат дека воопшто тоа што родителот го кажува ќе се реализира, затоа што има приказна ќе ти купам ова, ќе ти направам ова, ќе одиме оваму, ќе не знам направиме она, а кога детето ќе се смири или утре не го добива тоа што е ветено. Така да таквите начини на тоа, јас ги разбирам родителите, тоа се ситуации во кои они се чувствуваат крајно немоćни и во кои што, не знаејќи што да прават, прибегнуваат на некои методи за кои што знаат дека не можат да ги реализираат, а сепак ги соопштуваат на детето. Имаме веќе гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден, повелете. Кој се јавува? Добар ден, дали се слушаме? Дали го имаме гледачот на линија? Ало? Добар ден, ве слушаме. Повелете. Вемувам, јас сум една баба на внучења, едното ми е 9, другото е 4,5, во децембар ќе прави 5. Разликата е голема меѓу двете деца, што едното е така потолерантно, уште од бебе, другово е поостра, потемпераментна. И има во себе некој, да кажам јас, народски, бабски инает. И сега, ако јас не и попуштам, нема шанси да се справи она, да се справам јас со нејзе. Так. Ме разбирате? И сега јас морам да попуштам во сите дадени ситуации и сега тоа мене малку ме загрижува, па ме вемувам еден совет како ја да постапам. Так, ви благодарам што се јавивте. Пријатно. Едно одлично прашање и секојдневна ситуација. Така е. Јас, знаете, прашање се поставува прво да ги поздравам сите баби кои што се грижат за своите внуци и да кажам дека улогата на бабите и на дедовците е многу важна во животот на децата. Ама истовремено да кажам дека од позиција јасна баба дека е многу важно да во постапките кои што ги правиме ги усогласуваме со родителите. Мене ми се поставуваат неколку прашања. Едното прашање е прво кон кого е се тоа дете инаетливо и дали оно само избира кон кого ќе биде инаетливо, значи дали оно воопшто такво. Так. И што прават другите кога оно ќе се инаети. А втора работа е да можеби за почеток прво не е лесно да се излезе на крај со инаетливо дете и неговиот инает може да ескалира на детето и да до застрашувачки размери, нели? Па тоа се оние деца кои што ќе се фрлат на патос, па ќе вриштат, ќе плачат, тантрумите. Па тоа се оние деца кои што знаат да се повлечат и да молчат во другата крајност. Меѓутоа, негде треба да се знае дека можеби треба да се почне од една работа, да госпожата која што се јави, да одбере една работа
и тоа најлесната работа која што мисли дека за незе би била важна и од која што нема да отстапи. И по цена да се она препелка и да вришти и да плаче, дека баба ќе остане на својот став да го реализира така како што тргнала да го реализира. И кога пробаваме промени да внесеме, тогаш исто така мораме да знаеме дека тоа нема да се случи одеднаш, дека тоа ќе треба да се тренира многу пати, дека треба да се биде истраен со недели, да не кажам со месеци, како на пример ако сакате да дете ставите во кревет, значи треба да се биде или да научите дете да не станува ноќе и да не доаѓа кај родителите во кревет и бројни други примери. Значи, за тоа треба долго тренирање. Меѓутоа, кога се родителите, односно кога се возрастните со јасен став и не реагираат на постапката на детето, значи нема смирување, немој злато, немој душо, немој мило, туку напротив како да го не, ако она влезе во љутина, ако она почне да плаче, да се игнорира таквото однесување. Тоа е советот всушност доколку детето прави има излив на бес во јавност, всушност родителот треба да не направи ништо. Тоа е малку така, треба да ја игнорира таа ситуација. Но и за средината се случува некогаш од околината некој да реагира, зошто родителот не реагира всушност. Точно. Тоа е рецептот. Точно е заради тоа што, значи една од начините е да се игнорира однесувањето на детето, оти целта на реакцијата на детето е да привлече внимание. И ако ние се условно кажано како на јадица знаете, се фатиме на неговата јадица, тогаш е постигната целта. Тогаш детето е постигнало целта и оно веќе привлекло внимание и ние сега се трудиме да го смириме. Затоа е моменталното игнорирање и оставање на детето и потоа пренасочување во смисол на ајде да видиме како да ништо не се случило. Знаете, нема коментар, нема разговор зашто молим те, па немој така, па знаете, ништо од сето тоа. Кога детето малку ќе се смири, после тоа да се каже ајде сега да видиме што е ова, да видиме што се случува. И ова не е лесна ситуација, посебно не се лесни тантрумите, знаете. Тоа е цела драма. Тоа е цела драма која што е навистина. Така е. Драма голема. Така е. Знаете, јас имав прилика да видам два случаја. Едниот што се случуваше со тантрум на дете во самопослуга во Скопје и тантрум на дете во Германија во двор на згради. Знаете, кога дете во Скопје, тоа беше баш овака како што вие викавте, одма се собраа луѓе, одма почнаа коментари, па направи нешто, па дигни го детето, па нешто, знаете, мајката се обидуваше да го игнорира моментот. Во Германија поминуваа луѓе покрај детето, никој не одреагира, знаете, а оно вриштеше и тоа траеше некој, да кажеме, 2-3 минути и после тоа се... Различни култури, различен пристап, така што мислам дека тоа има влијание. Некои истражувања покажуваат дека децата со висок степен на самодоверба и самоконтрола биле воспитувани без казнување. Сега нивните родители не биле ниту премногу авторитарни, ниту пак препопустливи. Како да се најде рецептот, колку строги всушност треба да бидеме? Јас мислам дека не треба да бидеме строги, треба да бидеме принципиелни. Така, значи всушност тајната е во принципиелноста, доследноста. Принципиелноста и доследноста во она што го правиме. Јас кога велиме да не ги казнуваме децата, знаете, и тоа е прашање што ние ќе именуваме како санкција или како казна. На крај на краишта и соопштувањето дека до тука, од тука или став дека нема да може да ја премине границата и дека ние нема да почитуваме, може за детето да биде санкција или да не биде санкција. Ако се мисли на... Прво, јас не поддржувам приказна за физички санкции. Исто така не поддржувам приказна за никаков тип на злоставување на деца, меѓу кои што за емоционалното многу малку зборуваме, а тоа е едно од најстрашните казни. Знаете, особено од типот на она не те сакам, или не знам изјавите, значи иако не го правиме тоа, кога го изјавуваме, тоа се страшни казни за децата или често препишувана казна која што нема да ти зборувам. Знаете, јас сум ти сега љута, нема да ти зборувам и нема да ти зборувам 1-2 дена и 3 дена, знаете. Тоа е една од најсуровите казни која што понекогаш децата ако ги прашате, па и нас возрастните, ќе кажат подобро да ме удри отколку да ми препише. Оти ние со таков тип на препишување на казна или санкција да ја наречеме, ние уствари кажеме ти не постоиш за мене, ти си мртво. И тоа е страотна казна за децата, знаете. Дури ако се препише, тоа мора да биде многу кратка ситуација, да се каже јас во овој момент не сакам да разговарам со тебе, кога ќе се смириш,
ќе продолжиме да разговараме или било што друго. Така да мислам дека ние возрастните имаме обврска да некаде ги следиме сите тие процеси кои што се случуваат со нашите деца и при тоа да знаеме кон што сакаме, кон што целиме ние. Дали сакаме да добиеме војничиња, знаете, на деца кои што се стани, седни, легни, или сакаме да добиеме креативни умови на кои што ние ќе им помогнеме со нашиот принципиелен, а при тоа флексибилен пристап. Така. Ова е голема задача за родителите, верувам дека добие денеска многу корисни совети. Да, и меѓу другото и прекрасно. Родителството е најубавата работа што некој може да ја доживее. И одговорна, меѓу другото. Така е. Ви благодарам што бевте дел од НУЕН+, ке се видиме ние повторно. Благодарам и на вас на поканата. Тука го заокружуваме денешното издание, се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. До гледање.